Што се има државата од имот во земјава и во странство, колку вреди и каде точно се наоѓа, засега е мистерија. Голем дел од државните објекти и земјиште веќе 33 години нема имотен лист. Според директорот на Созар Ивица Томовски, последниот ревизорски извештај кој нотираше лошо управување со имотот е делумно точен и дека станува збор за наследени проблеми. Тој на денешниот брифинг со новинарите посочи дека откако е на позиција се извршени неколку легализации на објекти кои се користат. За останатите вели ќе треба по соодветни информации од катастар, повеќе кадар, а најави дека ќе се формира и работна група која ќе треба да ја утврди фактичката состојба. Почната е постапка, ќе формираме една работна група која што ќе работи на оваа проблематика и се надевам дека за брзо време ќе го решиме и тој проблем. Она што реално го имаме, да го имаме, она што го немаме, барем да знаеме дека не е во наша собственост. Од кога ние преземавме институцијата, што сме направиле, тоа е подпочнување постапка за легализација на оној имот со кој што го имаме, суштински имоти со кој што реално го гледаме и располагаме. Ревизорскиот извештај военно констатираше и разлика од околу 70.000 евра во однос на фиктивни прехранбени залихи во магацините на владините бифеа, кои постојат само на хартија. Томовски вели дека овие средства се од претходниот мандат, а дали се предмет на злоупотреба, не сакаше да коментира, рече истрагата ќе покаже. Военно уверува сега работат сите фискални апарати, на чија нефункционалност ревизорите исто така забележаа. Има некакви разлики, точно е тоа така. Не би сакал понатака да навлегувам во одговор на ова прашање, бидејќи има некоја постапка која што води Бирото за јавна безбедност при МВР, така да доставиме институциите да го разрешат овој случај, после тоа ќе дадеме можеби заедничка изјава. Што се однесува до возилата во државна сопственост, директорот на Созара вели дека има расход од околу 100 возила, неупотребливи кои наскоро ќе завршат како старо железо. Воедно смета дека државата треба да набави нов владин авион согласно потребите, кој воедно би поседувал и медицинска опрема во случај на потреба на граѓаните. Според него треба да се набават и повеќе блиндирани возила, оти нема како да се пречекаат глобални вип личности, бидејќи има само едно – Мерцедесот кој го набави Груевски и за кој имаше судски пресуди.